Министерството за животна средина и просторно планирање го продолжило рокот за изградба на 2 мали хидроелектрани на реката Пена. Реагираа денес од јавната установа Национален парк Шарпланина, откако нивни екипи на терен ја стопирале работата на геодети кои вршеле мерења. Одлуката за продолжување на рокот е потпишана во март годинава, 18 дена пред да биде одобрен планот за управување со паркот, зашто не било побарано мислење од установата. Откако е направена промена на сопствеништво на приватната фирма која имала договор за концесија од пред 6 години, вели директорот на установата која раководи со заштитеното подрачје. Тие што добиле претходно концесии имале рок 1 година за да ја завршат целата поставка. Они не ја завршил, вално си продолжуваат да си барат нови можности за да продолжат да ја реализираат. Ние веруваме дека неправично е донесено таа одлука. Од установата бараат да се изнајдат решенија за раскинување на договорите за Пена 84 и Пена 85, зашто со планираната изградба се загрозува и водоснабдувањето на Тетово. Споменатата Пена 84 со својата планирана траса поминува комплетно во зоната на активно управување, со што се прави прекршување законот за заштита на природата, воедно на истата траса поминува и системот за водоснабдување на град Тетово со вода за пиење. Од ресорното министерство за Телма одговорија дека хидроелектраните ќе продолжат да се реализираат, зашто одобренијата се издадени пред основањето на установата. Тие се во фаза на изградба, во законот не е предвиден престанок, односно истите продолжуваат да се реализираат. За наведеното, јавната установа Национален парк Шарпланина не се консултирани со оглед на тоа што се работи за доделени концесии и издадени одобренија за градење пред донесување на законот за прогласување на Шарпланина за Национален парк и пред основање на јавната установа. Инаку во моментот во Националниот парк Шарпланина оперативни се 13 мали хидроелектрани.